кој што ни доаѓа од Словенија, со кого ќе разговараме на една доста чувствителна тема, која што во последно време се почесто е застапена во медиумите, затоа што бројот на лица кои што се засегнати од аутизмот навистина секојдневно се зголемува. Прашањата понатаму продолжуваат да се поставуваат што е тоа што го предизвикува аутизмот и секако се бараат решенија како може да се надмине овој проблем. Нашиот соговорник, кој што е по потекло од Словенија, но долги години живее во Италија, ќе ни представи еден суплемент со кој што тој успева да им помогне на лицата кои што имаат аутизам. Меѓу другото, тука со самиот овој суплемент секако се допринесува за подобрување на состојбата и кај други заболувања, но акцентот денеска во рамки на емисијата го ставаме на лицата со аутизам. Зоран Дерновшек, изумител, е дел од нашето денешно издание. Господине Дерновшек, добар ден. Добар ден. Ви благодарам што денес сте дел од Македонија денес, да го искористиме вашето присуство во Македонија, да поразговараме за она што секако може да допринесе многу во подобрувањето на состојбата на лицата со аутизам. РЕНС, суплемент кој што вие го имате создадено, е тоа што ќе успее, односно веќе успева да помогне на лицата со аутизам. Може ли да ни кажете од каде и како дојдовте до овој суплемент? Овој суплемент заправо настao Овој суплемент настана од друг проект. Пре 2011 почнав сам во 2011 почнав со развивање за простирки за животни кои би го блокирале мирисот и кои би траеле долго. Тоа е направено, простирката беше тестирана во Липице. Една простирка траеше 51 недела без да пушта мириси, ниту се собира мувите што е нормална појава кај конјот, при тоа немаше ни болести. За време на тестирањата кои ги правев и врз пилинија, пилињата заболуваат од болест која е слична на ракот кај луѓето. Интересно е што петиот ден на таа болест која не излечива, сите пилиња беа здрави. Потоа ми текна дека тоа може да се користи за лечење на ракот. Тоа го правиме прилично успешно. Немаме 100% успешност, но во споредба со химиотерапијата не може да се спореди успехот. Минатата година гостува во некоја емисија, а имаше многу снимање за осамостојувањето на Словенија. Јас бев вклучен во тоа. Директорот на таа телевизија кој го правеше интервјуто за време на ручек ме праша со што се занимавам. Му кажав со што се занимавам. 2 недели подоцна ми се јави и ме праша дали би можел да помогнам за најтешките случаи на аутизам во Словенија и дали можам да помогнам на девојка која боледува од болест на Фридрих и се рекол зошто да не. Можам, тоа беше пред околу една година и од тоа произлезе дека најтешкиот случај на аутизам во Словенија по 10 месеци аутизмот исчезна. Момчето веќе не страда од аутизам, тоа се провери во јули на тестирање во Виена. Значи тоа момче аутизмот исчезна. Значи третманот траеше 10 месеци, а пред тоа се лекува 12 години. Проблемот кај аутизмот е што не постои еден лек за аутизам. Ни ренсот не е еден лек за аутизам, туку постојат 3 работи кои треба да се лекуваат истовремено. Аутизмот е болест како сите други. Тоа е болест која ги загадува на загаден мозок, на цревата. Аутизмот се лекува така што
Значи тој Dan Defeat Autism Now настала лекарите на основу Институтот за аутизам Соединених држава. Таа мрежа се произлегува од мрежата на лекари од Америка. Втората фаза е чистењето на мозок, но тој дел не беше решен пред појавата на Ренсот. Третиот аспект е специјалната педагогија. Ако детето е постаро или ако е постара личност, може има некој заостанување кој треба да се надомести. Но тука има и ситница, тие луѓе се помнат, имаат одлично фотослика памтење. Значи, кога повторно ја ќе поработат, тие го надоместуваат загубеното. Многу подобро од просечниот човек. 3 година на пола година или година. Значи, јако брзо. Према томе, они се уставени. Значи, тие луѓе се во состојба да се излечат во целост. Да има имунен сустав окей, значи многу е важно имуниот систем да е во ред, во тој случај нема потреба од диета, да може тој да е самостоен, да може самостојно да функционира и тогаш може се да се постигне. Но проблемот кој го гледам и низ целиот свет е што аутизмот се лекува од страна. Увек су били нека да кажем, секогаш постоеше представа дека аутистите се луди, но луѓето се срамат дека некој близок е болен. Аутизмот е болест и како секоја болест, за која ако не постои лек, а сега може да се лекува, значи го добивате пациентот кој е потполно функционален. За сето ова, оние кои што се заинтересирани ќе може да дознаат на бесплатното предавање кое што на 8 октомври, односно веќе оваа недела во 15 часот ќе се случува во ТТЦ Гранд Плаза во Скопје. Верувам дека таму ќе има многу прашања на кои што вие ќе одговорите, многу дилеми кои што ќе бидат разрешени. Рековте дека првиот случај беше во Словенија. Дали после тоа повторно се третираат и останати пациенти кои што се со... Сад со случаеви свуѓу во светот. Сега има случаи низ цел свет. Аутизмот е глобална работа. Повеќе нема континенти каде аутизмот не е присутен. Што велат докторите? Колку тие бараат ваше мислење и помош од вас при третирањето на аутизмот? Овако, тај суплемент, како кажете, формулата се суплементот како формула се продава, но мојата помош за сега е бесплатна. Јас ги следам терапиите, од кои ги има околу 400 пациенти, но тоа не е како со лекар, кои имат по 3-4 пациенти, а може активни само 200-300. Во овој случај сите се активни, значи сите нив треба да ги следиме, кои ги следиме интензивно. Од дозата на Ренсот, дозата треба да биде оптимална и според тоа, од почетната доза, која зависи од сталоста и тежината, стигнуваме до индивидуална доза за секој пациент. Тоа што е најдобро за него. Предавањето кое што ќе се случи во недела е можеби таа почетна точка кога вие сакате да започнете со еден проект кој што ќе се случува всушност во Охрид. Станува збор за центар за лечење на лица со аутизам, каде што секако ќе можат... Биче центар за лечење на аутизам. Ќе биде центар за лечење на аутизам, ќе има интерна клиника и се што е потребно. Ќе биде исто така и центар за други ретки дегенеративни болести. Има и официјалната генетска болест се работи за генетска болест која не е излечива. Обично и се губе прво сигнали. Обично прво се губат сигналите на сензорните нерви, потоа моторичните нерви, потоа се сели во внатрешноста, па ги напаѓа органите, па се ослабува срцето и така натаму. Има многу такви проблеми, има и надворешни последици, послаба подвижност и така натаму, сколиоза, прочеви и така натаму. Пациентот не може, значи, да оди и полека умира у количка. Кај таа болест
Имате и америчка организација која прави и постои америчка организација која официјално бара лек за таа болест. Тие демек се најпаметни. Ние тука имавме одредено недоразбирање. Ним не им одговара тоа што ако некој во Европа го нашол тоа што тие го барат по долго време. Затоа замолкна по нашите успеси, откако ги направивме тестовите со родителите. Едно момче кој ќе влезе во историјата и кој ќе го видите во недела од Црна Гора. Ние сме први во историја кој за 3-месечен третман ние направивме ДНК тест и увидовме подобрување на 20%, што до сега беше незамисливо. Тоа не беше операција на матичните ќели, туку тоа се последиците од РЕНС. Суплемент на основа на природна база, така? Да, тоа е на база на неколку видови алги. Алгите имат делуваат на неколку начини. Можда најјачи или близу тога. Јас го открив најсилниот начин. Значи, иначе раде на алгите инаку функционираат на микрометри, а сега на нано, и поради тоа тој е пуно многу поефективен. А нормално развивањето оди понатаму, имаме уште многу работа, имаме многу идеи за неговото подобрување. Зашто го одбравте Охрид како центар каде што ќе ги лечите овие заболувања, а не може би Словенија? Словенија сум покушал. Се обидов во Словенија, имаше две реакции. Првата беше да ме уништат и да ме девалвират. Таму не може ништо да се постигне. Жена ми од Охрид. Па ме, да кажем, па е тражила да посетиме Охрид. Сакаше да го посетиме, ми се допадна, ја видов околината, се запознав со нејзиното семејство, кое е познато. Тоа се фамилија Матлиовски. Тоа е семејството Матлиовски. Нејзиниот чичко е Никола Маслиновски, и кој направи многу работи. Онда сум одлучил да ипак тогаш одлучив дека од сите места кои ги посетив, а сум ја пропатувал цела Европа, дека ова е едно од најидеалните места за такво нешто. Крај секако кога немаме доволно време можеби за разговор, но затоа на 8 октомври недела во 15 часот сите оние кои што ќе сакаат да добијат повеќе информации, ќе имаат доста време и за сопствените прашања и за разговор со вас. Се надеваме дека ќе имаме повторно можност, затоа што сега често ќе бидете во Македонија поради центарот, да се видиме и да поразговараме на оваа тема. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Драги гледачи, тоа беше господин Зоран Дерновше, кој што секако дојде да поразговара со нас за РЕНС суплементот, кој што помага во третирањето на лицата кои што имаат аутизам. Повеќе информации, како што најавивме на 8 септември, недела во 15 часот во ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје. Ние тука правиме една пауза во која што секако ќе го проследите последното издание на Фактор магазин со колегата Горас Чомовски, а Македонија денес продолжува по 12 часот. Имаме гости кои што ни доаѓаат од Штип, деневниот центар на лица со попреченост, кои што ќе имаат своја изложба, а веднаш по нив во студиото ни гостува најдобрата труба во светот, Џамбо Агушев со неговиот оркестар Агушеви. Затоа останете на 24.